До кога ќе продолжи ваквата селективна истрага? И понатаму прашуваат родителите на трагично загинатите во пожарот во Кочани. Од друга страна пак, премиерот Мицкоски уверува дека тој ниту се јавил, ниту комуницирал со некој обвинител, посочувајќи дека истрагата ја води обвинителството. Јас не би се вплеткал и не би се вклучил во политичка реторика, нити коментар на овие политички лешинари кои што се обидуваат да заштитат криминогенно однесување на некои претходни официјални лица во одредени министерства. Едноставно, обвинителството е тоа, понатаму судовите, кога ќе се отпочне официјално процесот, обвинение кога ќе има и така натаму, се тие кои што треба да го кажат својот последен збор и јас апелирам до сите политички чинители да ги остават обвинителите и судиите да си ја сработат работата. Од Основниот суд во Кочани денеска за 24 брифираат за точната бројка за тоа колку од 44-цата осомничени во моментов се во куќен, а колку во ефективен притвор. 13 обвинители се посветени на завршување на истрагата, а рокот до 17 јуни е клучен за обвинителен акт. Во моментов 14 лица кои се осомничени во истрагата за пожарот во Кочани се во ефективен затворски притвор. 17 лица се наоѓаат во куќен притвор, а за 13 осомничени се издадени мерки на претпазливост. Но, од обвинителството и понатаму молк кога станува збор истрагата за огромната трагедија во Кочани. А ќе стигнели истрагата и до полицајците кои кобната вечер биле во дискотеката Пулс, но и до дел од нивните претпоставени. Неофицијално, извори од истрагата за 24 брифираат дека се истражуваат нивните активности и мапата по која се движеле таа вечер, и доколку се соберат докази кои укажуваат на било каква инволвираност, ќе има кривична пријава. Официјално пак на прашањето дали би имало проширување на истрагата, одговор и понатаму нема. Од обвинителството само кусо велат дека се превземаат дејствија. Во тек се распитија пристигнуваат и прелиминарните извештаи од вештачењата. Се преземаат дејствија кои во оваа фаза на истрагата се доверливи. За сега нема информации околу проширување на истрагата. Премиерот Мицкоски пак и покрај тоа што уверува дека нема да се меша во истрагата, сепак денесот Штип нагласи дека на дневна основа се решавале проблемите поврзани со случувањата во Кочани и најави дека лично ќе се сретне и ќе разговара со семејствата на трагично починатите и на повредените.